На 18 мај 1973 година убиен бил Ибрахим Кајпаккаја, турски комунист и револуционер, еден од најистакнатите имиња на генерацијата 68, основач и водач на Комунистичката партија на Турција, марксистичко-ленинистичка. Роден бил во 1949 година во селото Каракаја во Чорум. Прв пат се сретнал со социјалистичките идеи додека студирал на факултетот за природни науки при Универзитетот во Истанбул. Учествувал во различни демонстрации и протести во тоа време, при што повеќе пати бил приведуван и затваран. Во март 1968 година тој бил меѓу основачите на клубот на идеи Чапа. На Кајпаккаја и други членови на клубот во 1968 година им била ставена едномесечна забрана за влегување во студентскиот дом каде што престојувале, поради објавување декларација против Американската шеста флота, пишувајќи дека продадена е независноста на земјата, затоа потребна е нова ослободителна војна. Обвинителството веднаш реагирало, клубот бил затворен и се барало едномесечна затворска казна за членовите на клубот. При посетата на министерот за образование во универзитетот, Кајпаккаја му се обратил со зборовите: "Земјата не е слободна. Американските бази и странскиот капитал ја имаат опколено земјата." По жестоката расправија меѓу студентите и министерот, Ибрахим заедно со уште 10 други студенти биле исфрлени од студентскиот дом под обвинение дека шират комунистичка пропаганда. 70-тите години од минатиот век биле турбулентни за турската левица. Тогаш се случува првата голема идеолошка поделба во фронтот на националната демократска револуција, при што се формираат две големи групи, имено групата предводена од Доу Перинчек, пролетерската револуционерна група за зорување, која идеолошката матрица ја земаше од Мао Цетунг, односно заедничката борба на пролетаријатот и селаните. Ова група подоцна ќе ја формира партијата на работниците и селаните во Турција. Другата група пак била под водство на Махир Чајан, која го издавала весникот Прогресивен социјализам. Оваа група повеќе действувала во градовите преку герила акции. Кајпаккаја ја избрал страната на Доу Перинчек и во тоа време пишувал за весникот Работник селанец во Истанбул. Тој до 1972 година бил член на партијата на работниците и селаните во Турција, а действувал во источниот дел на Анадолија, каде на селаните им раскажувал за Маркс и Ленин, цврсто верувајќи во можноста за селанска револуција. Отворено го негирал герилското сваќање на Че Гевара на сметка на герилското сваќање на Мао Цетунг, подоцна тврдејќи дека Доу Перинчек и неговиот круг се ревизионисти и опортунисти, Кајпаккаја ја основа Комунистичката партија на Турција, марксистичко-ленинистичка, со милитантното крило Турска работничка и селанска ослободителна армија. ТКПМЛ започна да води народна војна против турската влада, особено интензивирајќи се во Тунџели. Како дел од оваа војна, Кајпаккаја бил заробен и приведен во престрелката кај селото Ѓокчак во јануари 1973 година. Веднаш потоа бил однесен во затворот во Диербакр, каде што 4 месеци бил испрашуван и подложен на сурово мачење поради што одбивал да зборува. Така, на 17 мај 1973 година, по уште едно мачно испрашување, Ибрахим Кајпаккаја бил убиен. Убиството било евидентирано како самоубиство. Кајпаккаја се до неговата смрт поради своите идеи бил сметан за најопасен револуционер од страна на Турската национална разузнавачка служба. Тој по неговата смрт станал маченик за турското комунистичко движење и покрај неговата млада возраст тој беше еден од најважните теоретичари на марксизмот-ленинизмот во Турција, а неговата идеолошка доктрина е најдобро запаметена по неговата критика на кемализмот, кој не го сметал за народен, туку за националистички, државнички и угнетувачки режим. Особено ги критикувал начините на задушување на курдските востанија, повикувајќи се на принципот на правото на самоопределување на народите, тврдел дека курдите се посебен народ и дека имаат право на самоопределување како народ.